Ви посакувам убаво утро и секако ви поканувам да останете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата соговорничка. Ќе биде една убава тема, ќе зборуваме за алги. Всушност алгите низ историјата на човекот навистина имале одлична корис за здравје, за убавина, она кој што ние жените го сакаме, но мојата соговорничка Еленора денеска ќе ни открие зошто толку одбра на некој начин долго се занимава со козметиката и со најразлични производи, но ги одбра токму алгите да бидат дел од незината работа и зошто се тие корисни за здравјето, што се може да допринесе за нас, ќе ни раскаже токму таа. Еленора, добро дојде во Здраво Македонија. Најдов, ви благодарам на посетата. Како што кажав, алгите, па може да кажеме дека навистина се нели корисни, допринесуваат за најразлични состојби кои што во текот на животот се појавуваат, не само кај жените и кај мажите, но ајде малку повеќе да ни раскажеш ти за тоа. Јас би го почнала буквално народно кажано, значи кога ќе помислиме на море, помислуваме на една сина бескрајна прекрасна површина која што потсетува на мир и на слобода. Меѓутоа во дното на таа површина се кријат баш тие еликсири. Алгите се меѓу најстарите првоорганизми кои што постојат на планетава, кои што продуцираат кислород и доколку би ги немало би се нарушил целој животен баланс и никогаш не би бил животов онаков каков што е денес. Не случајно кога одиме на море, ние сме среќни, задоволни, детоксифицирани и така натаму. Сето тоа е поради тој кислород кој што екстремно се продуцира токму поради тие алги. Тоа се едни, јас ќе речам скромни суштества, живи организми, растенија, кои што не случајно ги велам суштества, затоа што имаат примарно значење, особено за тој животен круг, за да во континуитет се обновува. Значи, придонесуваат не само да се одржува балансот на природата, туку се повеќе наоѓаат примена во здравјето на човекот и убавината секако. Се повеќе научниците, особено последните 20 години, ги користат како буквално активатори за здрав живот и убавина, се имплементираат во козметички производи каде што се третира, превенира еластичност на кожа, детоксификација на кожа, затоа што се полни со минерали, со аминокиселини, со безброј состојки кои што не можеме да ги најдеме во ниту едно друго растение. Одредени алги успеваат да преживеат и до 200 години на дното, па токму и поради тоа се заинтересирале целиот научен свет што и како ги одржува живи за да може тоа да го примениме нас и да искористиме како бенефит дел од сето тоа. Голем дел од алгите ги внесуваме преку храна и треба да ги внесуваме затоа што се природен активатор за нашиот метаболизм да остане балансиран и онаков каков што треба. Така, сега постојат најразлични видови на алги и најразлични производи кои што ги содржат тие алгите. Кој е твојот избор и зошто токму направи таков избор да ги користиш овие? Работам во Европа повеќе од 20 години, впрочем таму и дипломирав и не случајно, некои истражувања, постојано сме во комуникација со секакви козметики. Примерно морам да кажам дека постојат органски и природни козметики што луѓето честопати знаат да ги помешаат. Значи природната козметика е она која што нема бои, нема ништо внатре кое што е вештачко. Меѓутоа, ниту една природна козметика не мора да биде одгледување одредени состојки, не мора да се одгледани на комплетно органска почва и така натаму земјоделска почва. Додека органската козметика, односно органските козметики од алги мора да се конкретно произведени на ниво на морска вода, извадени и сушени на морски ветар, значи апсолутно да не се термички преработени, ништо тоа да се задржат нивните природни состојки. Од тие причини, мислам дека имам работено, веќе не знам како да набрам во колку центри во светот, единствени нешто кои што даваат такви резултати се точно алгите на глам и не е случајно што ги носам, затоа што они се природни органска козметика кои што се произведени во Италија. И тоа има многу дискутабилно, како ќе речеме, италијански производ. Меѓутоа, италијански производ, француски или како и да е, многу е битно каде е произведен истиот производ. Значи, ова се 100% природни и органски производи од алги, кои што се со 7 сертификати, меѓу кои Болонскиот универзитет, кои што немаат ниту една вештачка состојба, затоа наоѓаат примена дури и кај луѓе кои што имаат деликатни здравствени состојби. Зборам од секакви типови дерматолошки до луѓе кои што примаат луѓе кои што примаат одредени терапии каде што не смее да се аплицира, па дури и тинеџери кои што се деликатни согласно нивните хормони да може да третираат при тоа да имаат само бенефит, никако контраиндикација.
Така. Во зависност каков проблем се третира, такви алги и се потребуваат. Има некои кои што загреваат, некои кои што ладат. Апсолутно. Тоа е исто така интересно затоа што они ги издвоија особено Evolution козметиката која што е нели примерна за професионална употреба, издвоија 4 линии кои што се многу едноставни за употреба, меѓутоа директно таргетираат. Значи, дел од нив може да се користат и ке бремени жени во лактација, затоа што ретко која козметика, токму е тоа органска козметика која што е безбедна, ретко која може да се аплицира во такви состојби кои што се најпрекрасните, меѓутоа и најделикатните од друга страна, за да може да се дренира ткивото, да не се дојде до тие липоедеми кои што ги имаме нели и во нормална состојба, не мора да сме во први период на бременост, меѓутоа интензивно се активираат токму во тие периоди каде што хормоналниот статус е различен, повисок и така натаму. Меѓутоа, не се реагира, навистина може да направи проблеми во здравјето, послаба циркулација, запушување на крвните капилари. И така натаму. Не случајно, јас сум мајка на 2 деца и повеќето жени знаат каква е таа бременост. Најубавата состојба, меѓутоа дефинитивно најделикатната каде што многу внимаваме и се трудиме нели се тоа да го избалансираме. Првенствено за да бидеме здрави, а она што е убаво доаѓа како награда. Како шлак на торта, своевиден гратис некако. Тие 4 линии се делува. Една линија делува на стомак и на струк, затоа што абдоменалната масна клетка е секогаш она што е резистентна и секогаш е најтешката и најделикатната за и најпроблематична така на жените апсолутно. Линија која што дренира, како што кажавме, период на бременост и лактација, линија која што се препорачува кај проблематични вени и капилари, која што делува антицелулитно дренажно, меѓутоа може да се стави дури кај оние луѓе со инфламирани вени и капилари и дури по венски интервенции од било каков вид. Значи комплетно е безбедна, затоа е неутрална, ниту загрева, ниту лади, меѓутоа делува конкретно со антиоксиданси минерали и аминокиселини да се зајакне структурата на крвниот сад и да се направи интензивна циркулација, што кај тие луѓе е многу деликатно, кај тие проблематики да се делува со било што и ризично воедно. Еленора, ти благодарам многу што еве ни ги откри овие некои убави тајни. Верувам дека уживавте во нашиот разговор, како што кажав, има многу најразлични производи, но вистина треба да се едуцираме и да знаеме што треба да користиме, за да секако имаме корист и за нашето тело, но и за нашето здравје. Останете понатаму на Канал 5 телевизија, продолжуваме со Здраво Македонија.